Македонска музичка прва лига со неколку домашни суперзвезди и музика за сите вкусови и возрасти. Вака организаторите го најавуваат 38-то поред издание на Макфест, за кој што програмски детали дознаваме од уметничкиот директор Роберт Саздов и градоначалникот на ШТИП Иван Јорданов. Добро утро и добре ни дојдовте во студиото 3 на Македонската телевизија. Ситно броиме некако до Макфест, до каде се подготовките? Готови сме ние, може и... Може да почнеме? Може за 12 да почнеме, не е проблем. Само го утврдивме порано. Тука малце направивме кикс, рековме 20, 21, иначе да немавме утврдено датум, ќе го почнеме денес. Но се погоди некако и времето, така што убаво ќе биде. Иако денеска е врнежливо, убаво ќе биде за овој октомври. Не, сериозно, спремни сме одамна. Така да... Македонската естрадна прва лига е побројна. За жал фестивалот не може толку многу. Ќе треба да ги распределуваме овани едни ден, оваа година други, следната година трети. Имаме повеќе од само толку пејачи колку што ќе пеат. Имаме повеќе. Велите, ако фестивалот лани направи крупен исчекор во неколку годишната летаргија, годинава уште поатрактивна музичка програма имаме. Не, ја не го реков тоа за летаргија, тоа некој го класифицирал така. Аха, добро. Не знам тоа. Не можам така што да кажам. Што најавувате годинава? Каква ќе биде програма? Одма најавувам фактички дека тој пред мене што ја работел работата го донел во летаргија, мислам, малце не е како што треба. Како вие ќе го враќате стејат на Макфест? Каква е програмата, како е организирана се годинава? На Макфест. Голем дел од граѓаните немаат впечаток дека е така, иако нели, ете ова. Добро. Почнува да се прават. Додека им дојде сознанието, нели? Вака, Кристијан Габровски, кој што е мој колега, беше 10 на години уметнички директор на фестивалот од таму 2001 до 2011, нешто така. И јас го прашав во тие времиња колку песни се пријавувале на конкурс. И ми рече околу 55-6. После тоа паѓаво од 2011 до вани. И дошол до некои си 14-15 пријавени песни. Дали и толку на конкурс. Лани, кога прв пат со заеднички сили го организиравме под покровителство на општината ШТИП, која што е главниот организатор. И исто на конкурсот беа стигнати некои си 2-13-14 песни. Требаше нарачки да го правиме тоа. Ова затоа што беше добар фестивалот. Оваа година на конкурс стигнаа 56 песни. Тоа е едно добар параметар. Тоа е добро мерило за да видиме како што е работело. Значи се пројавил голем интерес. Тоа значи дека и на музичарите им недостига фестивалот. И втора работа освен ова градоначалникот што ја предложи идејата за наградата која што ќе биде спроведена, најслушана песна меѓу двата фестивали, другите ги тргнавме. Да не се лактаат разни... Знаеш, има прва лига, ама и некој што тежне е кон прва лига. И така, од секогаш е урежано на мислење кај одредени изведувачи дека тоа со некои менаџерски трикови, со нешто така, ако он случајно се избори за прво место, немаме ние прво, второ, трето место, ревијално е тоа. Ако се избори дека тоа него после ќе го постави на еден пиедестал и он ќе... Што е погрешно? Песна се бара. Таа останува, таа е клучот во секоја кариера, од Тоше Проевски до кај сака. Значи, за македонски услови зборам и за сегде. Песна се бара. Се надевам дека ќе имаме многу убави песни годинава. Господин Јорданов, во златните времиња на Макфест во ШТИП се бараше секогаш кревет повеќе, бидејќи генерално цела држава беше во ШТИП, тоа беше центарот на збиднувањето. Се надеваме дека полека на сигурно повторно ќе се бара кревет повеќе. Па дефинитивно за нас како град Макфест значи многу. И почестени сме што единствениот фестивал на забавна мелодија се организира токму во ШТИП. И од оваа причина сакавме, јас не би рекол да го вратиме сјаот на Макфест, затоа што секое време си носи со себе нови предизвици, нови можности. Се договоривме да ја подигнеме визибилноста на фестивалот и да
креираме вредности на македонската музичка сцена, кои што ќе остаат траен белег. Минатата година ова беа поедомните точки кога размисливме заедно со уметничкиот тим, целата организација, што е тоа кое што во вакво време ќе ги мотивира слушателите, гледачите да го проследат фестивалот Макфест и да имаат свој интерес. Само по себе нормално дека е потребна добра мелодија, добри композиции кои што ќе бидат одбрани од страна на уметничкиот дел и кои што ќе бидат пласирани во етерот на македонската музичка сцена. И тоа е нешто кое што можеби сум субјективен, но дефинитивно го направивме минатата година, а оваа година и годините кои што следат во следниот период, мислам дека ќе се надогради, затоа што излегува доста хитови кои што минатогодишниот Макфест ги исфрли. Тоа што го напомена и Роберт, неблагодарно е да ние доделуваме награди прва, втора, трета или да пак да класифицираме која песна е подобра. Секоја песна си е убава на свој начин. И затоа одлучивме тоа да го направи публиката помеѓу два фестивала. И оваа година самата слушаност на хитовите ги класифицира кој е најслушан хит и кој хит го одбележал фестивалот минатата година. Така ќе биде и оваа година. Суштината е веќе по завршувањето на двете фестивалски вечери, оние кои што ги промовираат песните да се надпреваруваат во етерот која песна ќе биде послушана. Така песната станува хит. Тоа е она кое што начално го договоривме, инаку од страна на организација, ние како општина, повторно ќе кажам, интересот се надевам дека оваа година ќе биде поголем и имам таков впечаток, затоа што се уште не е започнат фестивалот, а интересот од гости од страна, од карти повеќе или пак од сместување да се набави на време е голем. И тоа е она кое што нас не гордее како град. Јас пред неколку денови на самата промоција на фестивалот истакнав дека Макфест е македонски бренд, не е фестивал на градот Штип, но за нас како град значи многу, затоа што е штипски бренд. Нешто прво кое што ќе ве асоцира на Штип е Макфест, а покрај Макфест друго нешто кое што ги асоцира луѓето е пастрамалијата. Затоа што преку популарноста во годините наназад на фестивалот Макфест се промовирала и пастрамалијата како штипски бренд, затоа што многу познати музички имиња кога доаѓале во Штип со годините наназад го промовирале ова. Дотолку повеќе одговорност да се одржи брендот. Апсолутно, затоа и се трудиме да направиме одредени измени кои што ќе бидат во тренд со новото време. Знаете, музичките композиции кои што пред 30 години биле испеани, биле за некое време кое што го одбележале. Имаме сега нова генерација, нови потреби, нови можности, но и друг начин на живот. Кога имаме социјални мрежи, кога едноставно луѓето не се единствено само приврзени према малите екрани, мораме да ги следиме овие трендови и начините на кои што ќе се промовираат хитовите кои што ќе излезат од Макфест. И во суштина целта на фестивалот е да ја збогатат македонската музичка сцена со нови имиња. Овде е дебитанската вечер, но и да се одржи тој континуитет на познати македонски изведувачи кои што ќе промовираат свој хит на фестивалот и така ќе создадат вредност. А информациите кои што ги имам, коригирајте ме ако грешам, дека и младата генерација ќе може да си најде омилена песна помеѓу сите кои ќе ги има, но и повозрастните, ние повозрастните. Па, балансот е клучот. Речи си за се во животот, па и за ова ние гледаме да направиме добар баланс. И кај изведувачите према возраста, а и во стиловите. И оваа година ќе биде перфектна, музички гледано. Мислам, ќе почекате уште некои дени, ќе се уверите. Ако имаме музика како што најавувате за сите вкусови, ако фестивалите своевремено беа местата од каде што излегуваа најголемите хитови, на колку хитови типувате оваа година?
Има една дузина, една десетина потенцијални, по мене Добра. вака. А некој друг ќе чуе па ќе каже не, овие другите 10 се. Стварно има многу да песни. Одлични песни, освен 2-3 кои што се направени онака баш класично фестивалски. Помодерно скроени, ама класично фестивалски, една на Владо Јаневски, една на Андријана Јаневска. Ова останатото е баш диша со денешното време. И тоа е една многу добра позиција за Макфест, затоа што Макфест одржува во тие 2 дена, ние сега го најавуваме, од понеделник натаму веќе фестивалот што измина, нели? Така отприлике тоа доаѓа. Меѓутоа, сите наредни години, овогодинешното издание за Макфест живее преку она што се врти на YouTube, на радио програмите и така натаму. Ако има добри песни, тоа секогаш ќе остане одбележено. Тоа е целата наша, да се одберат што подобри песни, затоа што имаше поголем интерес. Не се работи само за тие 56 песни на конкурсот, ние имавме и нарачки правено, имаше доста комбинации. Одбрано е она што наша проценка најмногу ќе може да се емитува на радиопрограмите, што е фактички целта. Оние кои што не можат да дојдат во Штип, ќе го гледат преносот на македонската телевизија. Ќе има интернет, лайв стриминг, организирате подкасти. Ништо не е оставено на случајност, организацијата е безпрекорна. Штип има само еден голем проблем, поготово сега, Добра. кога има ваков интерес, како што и порано кога имало голем интерес, мала е салата. Мала е салата на Домот на културата. Тоа е стварно колку е Иван, тоа е. Што правиме, господин Јорданов? Нова сала ни треба сега. Па добро, јас се надевам дека како ќе се зголемува интересот за Макфест, така ќе се нотира и потребата за нова сала, но ме радува што интересот е навистина голем и што публиката бара да обезбеди карти на време. Како што напоменав, Штип ќе живее во духот на Макфест овој викенд, петок и сабота, и тоа нас како град не радува. Многу значи. Верувајте, Штип е град на Макфест, град на модата, но сите овие работи некако овие денови доваѓаат до израз. И ме радува што е центар на збиднувањето на македонската музичка сцена еднаш во годината, но тоа се прераскажува во наредните денови и месеци. Може ли да одговори градот со сите капацитети? Инфраструктурни, сместувачки, ресторани? Се трудиме, затоа што, компаративно со изминатата година, веќе имаме повеќе сместувачки капацитети, затоа што минатата година се реконструираше практично хотелот Оаза, оваа година ќе стои на располагање. Во таа насока, ги покануваме и ги поканувам сите љубители на добрата забавна музика, на вкусната храна, да престојниот викенд бидат во Штип, да бидат дел од забавата, не само за време на фестивалот, туку и по завршувањето на фестивалот, во ноќните клубови, во кафулињата, во дискотеките, така да една убава можност за промоција на македонската култура, за дружење и за позитивни мисли. Во едно вакво време во кое што сите живееме, Макфест е една одлична можност да ги споделиме овие позитивни работи. Роберт, какви се очекувањата некако за крај на разговорот? Се е подготвено, тоа знаеме. Што вие како уметнички директор очекувате? Топ има да виде све. Стварно. Очекувањата се такви да следниот пат на следниот конкурс мислам дека има минимум 100 песни ќе бидат пријавени на конкурс. Тогаш нека моја мисли градоначалникот што ќе правиме дополнително. Позитивни маки. Да, позитивни маки и посакувам да ги има многу такви позитивни маки, бидејќи со секојдневно живење коментиравме пред малку во вестите што се гледаме и слушаме. Потребна ни е и убава музика, потребна ни е позитивна вест, потребна ни е трошка надеж во ова секојдневие тешко. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Ние се гледаме секако по завршувањето на Макфест со дузина хитови. Дузина хитови, да, и да прокоментираме како помина се повторно во студиото 5. Може така? Може. Ви благодарам. Благодарам на вас.